Почитуван председател на Федерацијата на училишни спортови професор Александар Тувекшиевски, почитуван директор на Агенција за спорт и млади Наумче Мојсовски, почитуван амбасадор на Босна и Херцеговина, почитувани пратеници, почитувани колеги, почитувани љубители на спортот и пред се почитувани млади спортисти. Минатата недела се одржа самитот на Отворен Балкан, каде заедно со моите колеги од земјите на Западен Балкан разговаравме и договаравме конкретна соработка и отворање нови можности за регионална поврзаност во сите области. Овие отворени балкански училишни спортски игри, каде што сме сите ние денес присутни и на кои учествуваат околу 450 учесници надпреварувачи од Северна Македонија, Србија, Албанија, Косово, Бугарија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, говорат дека нашето поврзување е реално. Оваа балканска манифестација, вашето присуство овде и вашите успеси заеднички радости се доказ дека спортот обединува. Владата на Северна Македонија е целосно посветена на креирањето програми за зголемување на опфатот на младите и на граѓаните во спортско-рекреативните активности. Инвестираме во обезбедување на модерна и безбедна спортска инфраструктура и ги поддржуваме спортските клубови и професионалните спортисти и спортистки. Сакам да го изразам моето големо задоволство од оваа манифестација, каде многобројни млади во изминатите 4 дена се обединети и заедно се радуваат на личните, но и постигнатите резултати на своите другари, на своите другарки, и тоа не само од својата, туку и од останатите земји кои што тука се присутни. Балканот како едно играа ракомет, кошарка, баскет, футсал, одбојка, пинг-понг, атлетика и шах, а училишните сојузи од Балканот докажуваат дека спортот обединува. Спортската дипломатија регионално не поврзува и не обезбедува зајакнување на добрите односи помеѓу земјите, отвара можности за афирмација, соработка, обединување и размена на искуства. На учениците надпреварувачи и надпреварувачки им посакувам индивидуални спортски успеси, но и да имаат трајни пријателства и другарување. Се гледаме во некоја друга балканска земја, нека продолжи традицијата на обединетост во спортот и во останатите сектори. Од моје лично име можам само да ви посакам да се почитувате меѓу себе, да се дружите и да си помагате, така како што председателот на Србија, премиерот на Босна и Херцеговина, премиерот на Црна Гора, премиерот на Албанија, премиерот на Бугарија си помагавме во текот на целата зима, додека траеше кризата и со нафта и со храна. Постојано бевме на телефон и не дозволивме ниту една од државите, ниту еден граѓанин, ниту еден ден да остане без храна или без енергенци во државата. Ви благодарам.